Здраво, мои пеперутки! Одамна не сме се слушнали, не сме се виделе, но еве повторно се јавувам со едно ново видео, за кое што сум премногу мотивирана, инспирирана денеска од денешната моја работилница што ја водев во Кейт Хаус со моите клиенти. И на моја ученичка драга мила Марија, толку многу сум ја мотивирала со она што секојдневно сум била стрикна и насмејана, која била тајната, кажувајќи ги своите инспирации за мене, обострано ме мотивираше и јас денеска да го снимам ова видео. Ова видео би сакала да допре до сите вас, бидејќи во секојдневното живење забораваме да се насмееме и насмевката ни е како еден вид на непотребен адут или алатка која што мисла дека луѓето им е страв да ја извадат за да бидат среќни. Напротив, насмевката е најубавото нешто што секој човек го има, го поседува и може во секој момент да го примени. Како јас тоа го правам секојдневно на многу едноставен начин, за кој што имам направено едни обични ливченца. Ке речете обични ливченца, да, за секој ден во неделата. Ако се 7 дена, значи 7 ливчиња на кои што се напишани по една мисла, односно една емоционална карактеристика која што ми е водилка за тој ден. Еве, например, јас ќе ви го покажам тоа како изгледа. Дори имам направено, купено едно малецко штафелајче, бидејќи мене ми е заштитен знак пеперутката и сите ме знаат, нели, како Кейт Батерфлај, Кети пеперутката. Токму оваа пеперутка секојдневно мене ме мотивира за денот што ќе ми следи. Во него ја тргам пеперутката и има 7 различни ливченца, најобични се, на кои што се напишани различни инспиративни, емотивни реченици, односно зборови. Се извинувам, зборови. Например, да речеме, комуникативни, значи ја општо сум го дала како во множина, меѓутоа можете ви да си напишете како комуникативна. Потоа тука сум ставила една уста, сум го украсила на обично ливче, вашата креативност, вашата идеја зависи од вас самите, значи воопшто можете што сакате да напишете и кои ваши мотивирачки идеи ќе ви инспирираат тој ден. Мене, например, овие и секојдневно јас си ги мешам и си влечам како си играм еден вид како децата лотарија на Македонија. Комуникативна, например, ми е на едното ливче, потоа имаме одлучна. Точно, ако го извлечам ова ливче, јас тој ден психолошки сум насочена на тоа какви да имам ситуации, да ми се понудат повеќе опции, јас морам да одлучам во дадениот момент, не треба да го оставам за друг ден, токму тој ден треба да одлучам за било која моја одлука. Имам искреност, да, ова ми е едно од моите омилени, инспиративни, емотивни, значајни мотиватори да тој ден, без разлика какви ситуации да имам во текот на денот, најстрашна да е ситуацијата, колку да е вистината болна, јас треба искрено да ја кажам на соговорникот, на најблиските или на работното место, на моите родители, на моите ученици, да не ги лажам за моменталната ситуација која што се случила. Искреноста мислам дека е една од најбитните водилки во нашето живење, што не води и не прави да бидеме среќни. Колку сме поискрени, толку и стануваме пострекни, насмевката ни е токму тука во секој момент. Наредно инспиративно ливче кое што ме води е едноставноста. Кога ќе го извлечам ова во текот на неделата на било кој ден, треба да бидам насочена да бидам наједноставна, да не водам многу грижа за тоа како ќе изгледам, поедноставно да се облечам од првиот момент или во некоја одлука за некој проект или за некоја идеја или например да го осмислам часот за на работа или нешто друго во текот на денот, да бидам што поедноставна. И верувајте, многу ми помага, не се фрустрирам, не се нервирам, не сум премногу љута на другите, туку едноставно го бирам едноставниот момент на решение. Љубезност. Ова ми е најубавиот момент, односно најинспиративниот, кога ќе го извлечам. Јас морам и си го поставам прашањето кон кого треба денеска да бидам љубезна. Сигурно во текот на денот може да сретнам некои луѓе кои што се со премногу голема тага, љубов немаат во себе или се полни со гнев, омраза или имале некој проблем. Јас треба тој ден љубезно да пристапам кон нив. Колку и да и мене ме повредиле, со некоја нивна постапка ја љубезно да возвратам.
Така да, верувате ми, кога ќе го излачам ова ливче, јас сум најсрикната и насмевката ми е тука. Наредното ливче ми е трудолюбива. Значи, трудолюбивоста како инспирација, дека тој ден треба да се трудам, што повеќе да сработам, дали на работно место, дали во својот приватен живот, дали во својот семеен живот, дали конкретно кон мојот сон или во мојата нова мисија која што сум ја започнала. Не е битно на кој да било поле, дали или во областа на хобито, мојот хип-хоп, тука повеќе да се трудам да научам, како и да е, треба тој ден јас да бидам што повеќе потрудолюбива, да не се откажувам колку и да е предизвикот тежок. И последниот ливче е прифаќањето. Порано во минатото, кога ќе го извлекучев ова ливче, ми предизвикаше многу голем отпор. Бидејќи имав такви некои блокади во мене, и секогаш кога ќе го извлече, викав, леле, сега кого треба да прифатам, што треба да прифатам, дај Боже да биде нешто тоа убаво, да не да биде нешто негативно, да ми создаде некој проблем, но сега како ова ми стана навика, секојдневното влечење на овие ливченца, прифаќањето ми е едно од омилените ливчиња, затоа што тој ден, што и да е, јас си го прифаќам со љубов, со насмевка, каква и да е ситуацијата, и растам со таквата ситуација. Ете така, 7 ливчиња, 7 дена, секој ден предизвик. Верувате, многу едноставно, но кај мене голема љубов буди и среќа и вибрациите ми се на високо ниво. Често сум насмејана и ете тајната на мојата насмевка, како може да ја одржувам секојдневно. Токму инспирирана од моите ливчиња што јас ги го пренесов во моето оделение на моите ученици и го правам со нив секојдневно, мојата Марија ученичка направила и незини ливчиња кои што се викаат кутија на љубовта за добра ноќ. Еве како изгледа таа кутија за добра ноќ од мојата ученичка Марија, која што, ете, најобична кутија од едни бомбончиња, која што пишува љубов, си направила девојчето една друга кутија, помала, наједноставна од хартија, значи не мора да имате ваква кутија од бомбончиња љубов. Можете, можете да, еве како што направила Марија, да направите едно плико од хартија, тоа сме го правиле заедно во училиште, и во него да ги ставите ливчињата и да си влечете, како што јас влечев од штафелајчето, така да си влечете од ова волшебна кутија на љубовта, да си влечете пораки за навечер пред спиење, љубовни пораки пред спиење. Еве една јас ќе прочитам од Марија, ова е детски ракопис на прво оделение, но мене исто така јас ќе направам со мојата ќерка и со мојот син нови љубовни пораки за преспиење. Незината љубовна порака што таа ја напишала, инспирирана е: топла насмевка и бакнеш и подарувам на мама. Што мислите? Колку убава порака за преспиење и љубов да покажете кон некого, а пред се кон својата мајка. Ете, многу интересно. Можеме да учиме, ние ги инспирираме децата, а и децата не инспирираат нас. Многу ви благодарам за вниманието. Направете си ваши пораки, не мора да се овиесите, некои бидете креативни, поминете едно кратко време со вашите најмили 5 минути, доволно е да направите нешто убаво за вас и за нив, а со тоа и насмевката ќе се врати. Ви благодарам за вниманието, ве молам, скрајбнете ме на Kate Butterfly, следете ме, ќе има уште многу видео и се гледаме во најследното мое драго видео, што се надевам дека ќе биде побрзо. Многу ве сакам, имате најубав ден и ви посакувам само насмевки. Чао!